Тогаш сиот народ се собра како еден човек на ширината што е пред водната врата. Му рекоа на книжевникот Ездра да го донесе свитокот на Мојсеевиот закон што Господ му го даде на Израел. И во првиот ден на 7-миот месец свештеникот Ездра го донесе законот пред собирот на мажите, жените и на сите кои беа способни да го разберат. На плоштадот што е пред водната врата почна да го чита свитокот од раното утро до пладне, пред мажите и жените и пред оние кои беа зрели. Сиот народ го слушаше покорно свитокот на законот. Книжевникот Ездра стоеше на дрвена говорница, што ја подигнаа за таа прилика. Покрај него стоеја од десната страна Матати, Сема, Анај, Ури, Хелкии, Масии, а од левата страна Федај, Мисаил, Малхи, Асум, Асвадон, Захари и Месулам. Ездра го отвори свитокот пред очите на сиот народ, зашто беше повисок од сиот народ. А кога го отвори, сиот народ стана. Тогаш Ездра го благослови Господ великиот Бог, а сиот народ со подигнати раце одговори Амин, Амин. Потоа клекнаа и се поклонија пред Господа со лицето до земја, а левитите Исус, Вани, Сереви, Јамин, Акув, Саветај, Оди, Маси, Келит, Азари, Јозават, Анан и Пелај му го објаснуваа законот на народот, а народот стоеше на своето место и читаа свитокот на Божјиот закон по одломки и ја разјаснуваа смислата за да може народот да разбере што се чита. Потоа наместникот Неемија и свештеникот и книжевникот Ездра и левитите кои го поучуваа народот му рекоа на сиот народ: ова е ден посветен на Господа вашиот Бог. Не тажете, не плачете, зашто сиот народ плачеше слушајќи ги зборовите на законот. И Неемија уште им рече: отидете и јадете мрсни јадења и пијте благо и испратете им дел на оние кои немаат ништо подготвено, зашто ова е ден посветен на нашиот Бог. Не нажалувајте се, Господовата радост е ваша сила. И левитите го смируваа сиот народ велејки: смирете се, ова е свет ден, не тажете. И сиот народ отиде да јаде и да пие и да испраќа оброци и да слави голема прослава, зашто ги сватија зборовите кои им беа објавени. На вториот ден се собраа главатарите на семејствата на сиот народ, свештениците и левитите околу книжевникот Ездра за да ги проучат зборовите на законот и најдоа напишано во законот што Господ го нареди преку слугата Мојсеј. Синовите Израилеви нека живеат под сеници за време на свеченостите во 7-миот месец. Штом чуја, прогласија во сите своји градови и во Јерусалим: одете во горите и донесете маслинови гранки и гранки од диви маслинки, миртови и палмини гранки и гранки од другите дрва со лисија, за да направиме сеници како што е пропишано. И народот отиде и донесе гранки и направија сеници секој врз својот покрив и во своите дворови и во дворот на Божјиот дом на ширината кај водната врата и на онаа кај Ефремовата врата. Сиот собир на оние кои се вратија од робство направи сеници и живееја во нив. Израелците не го правеа тоа од времето на Исус Навиновиот син, се до тој ден, и беше мощна голема радост. Ездра го читаше свитокот на Божјиот закон секој ден, од првиот до последниот. 7 дни се празнуваше празникот, а 8-миот ден беше свечен собир, како што е пропишано. На 24-тиот ден на тој месец израелците се собраа на пост во покајнички вреќи и обсипани со пепел на главите. Израелевиот род се оддели од сите туѓинци, пристапија и ги исповедуваа своите гревови и беззаконијата на своите татковци. Стоеја секој на своето место и го читаа свитокот на законот на Господа својот Бог. Четвртина од денот, во другите четвртини ги исповедуваа своите гревови и му се поклонуваа на Господа својот Бог. А Исус, Вани, Кадмил, Севани, Вуни, Сереви, Вани и Ханани, откако се качија на повисокото место зад левитите, извикуваа со силен глас кон Господа својот Бог. И левитите Исус, Кадмил, Вани, Асавни, Сереви, Оди, Севани и Пети велеа: станете, прославувајте го Господа нашиот Бог. Благословен да си Господи Боже наш од века до века, и нека е благословено Твоето славно име, возвишено над секоја благослов и пофалба. Ти си единствен Господи, и го создаде небото и небесата над небесата, и нивната војска, земјата и се што е во неа, морињата и се што е во нив. Ти го оживуваш се тоа и небесните војски ти се клањаат тебе. Ти си Господи Бог кој го избра Аврам, го изведе него од халдејскиот Ур и му го даде името Авраам.
Неговото срце го најде пред себе верно и склучи завет со него дека ќе му ја дадеш ханаанската земја и хетејската и аморејската и ферезејската и евусејската и гергесејската, нему и на неговото потомство, и ги исполни своите ветувања зашто си праведен. Ги виде неволите на нашите татковци во Египет и го чу нивното извикување покрај Црвеното море. Со знаци и чудеса се нафрли врз фараонот и врз неговите слуги и врз сиот народ на неговата земја, зашто знаеше колкава беше нивната дрскост против тебе. Си придоби име за себе што трае до денес. Го раздвои морето пред нив, поминаа по суво сред морето, ги удави нивните гонители во длабочините како камен меѓу силни води. Со облачен столб ги водеше дење, а ноќе со огнен столб им светеше по патот по кој одеа. Слезе на Синајската гора и им зборуваше од небото, и им даде праведни наредби, цврсти закони, прекрасни заповеди и уредби. Ти им ја објави својата света сабота, им ги пропиша заповедите, наредбите и законот преку гласот на својот слуга Мојсеј. Ги хранеше со леп од небото за време на нивната глад. Вода извади од стената на нивната жет. Ти им заповеда да тргнат да ја заземат земјата за која се заколна дека ќе им ја дадеш. Но тие и нашите татковци се заинатија, ги закоравија вратовите и не ги слушаја твоите заповеди. Ја одбија послушноста, ги заборавија чудесата што ги направи за нив, ги окоравија вратовите, а во главата смислија да се вратат во робство во Египет. Но ти си Бог на проштавање, милостив и благ, спор на гнев, а велик во милосрдието, и не ги остави, па и направија леано теле. Тоа е твојот Бог, рекоа, кој те изведе од Египет, и хулеа тешко, а ти во бескрајно милосрдие не ги напушташе во пустината. Облачниот столб не се криеше пред нив, дење ги водеше по патот, а пламниот столб ноќе светеше пред нив по патот по кој одеа. Им го даде својот добар дух, за да ги научи на мудрост, не им ја скуси својата мана на нивните усти, и при жет им даваше вода. Ги крепеше 40 години во пустината, ништо не им недостасуваше, ниту облеката им се кинеше, ниту нозете им отечуваа. И им даде царства и народи и ги подели со граници. Ја зазедоа земјата на Сион, Есевонскиот цар, и земјата на Ог, Васанскиот цар, и ги намножи нивните синови како небесни звезди, и ги доведе во земјата за која им рече на нивните татковци дека ќе влезат во неа и дека ќе ја заземат. Синовите влегоа и ја покорија земјата, а ти пред нив ги совлада жителите на земјата, хананците, и ги предаде во нивните раце царевите и земните народи, за да прават со нив што им е по волја. Освоија тврди градови и плодна земја и наследија куќи полни со секакво добро, изделкани кладенци, лозија, маслинови градини и многу плодни дрва. Јадеа, се ситеа и се дебелеа и уживаа во твојата голема добрина. Но се бунеа и се одметнаа од тебе и твојот закон го фрлија зад плеки. Ги убиваа пророците кои ги обраќаа за да се вратат кај тебе и хулеа многу. Тогаш ги предаде во рацете на освојувачите кои ги измачуваа, а во времето на својата мака извикуваа кон тебе, а ти ги послуша од небото и во својата голема добрина им испраќаше избавители кои ги избавуваа од рацете на нивните мачители. Но штом ќе се смиреа, пак правеа зло пред тебе, а ти ги пушташе во рацете на нивните непријатели кои ги измачуваа и пак извикуваа кон тебе, и ти ги послушуваше од небо, во своето милосрдие ги избави многу пати. Ти ги опоменуваше да се вратат кон твојот закон, но тие се бунтуваа и беа непокорни на твоите наредби, а човекот живее кога ги одржува. Ги излекуваа плеките, ги окоравуваа вратовите и не слушаа. Многу години беше трпелив со нив и ги опоминуваше со својот дух преку службата на своите пророци, но не слушаа. Тогаш ги предаде во рацете на другите народи. Во своето големо милосрдие ти не ги уништи, ниту ги остави, зашто ти си милостив Бог и полн со сожалување. А сега, Боже наш, велик, силен и страшен Боже, кој ги чуваш заветот и милоста, нека пред Твоето лице не биде незначителна сета оваа неволја, која не најде нас, нашите цареви и кнезови, нашите свештеници и пророци, нашите татковци и сиот Твој народ од времето на асирските цареви па до денес. Ти си праведен во се што не најде, зашто Ти покажа верност, а ние своето зло. Нашите цареви и кнезови, нашите свештеници и татковци не го извршуваа Твојот закон, не ги слушаа Твоите наредби и опомени, кои им ги даваше, иако беа во свое царство во големи добрини што им правеше во пространа и плодна земја која им ја даде, тие не ти служеа и не се одвраќаа од своите зли дела. Еве, ние сме денес робови и во земјата која им ја даде на нашите татковци, за да ги оживаат незините плодови и незините добра. Еве, ние робуваме во неа. Незините изобилни приходи одат кај царевите што ни ги постави заради нашите греови. И тие господарат според својата волја со нашите тела и со нашата стока. Ах, во големи
голема неволја сме, и заради се тоа се обврзавме писмено на верност на запечатената изјава стоеја имињата на нашите кнезови, левити и свештеници. Во запечатената исправа беа наместникот Неемија, синот Ахалиин и Седехи, Серај, Азари, Ереми, Паскор, Амари, Малхи, Хатус, Севани, Малух, Харим, Меримот, Овади, Даниел, Гинетох, Варух, Месулам, Ави, Мијамин, Мази, Вилгај, Семај, тоа се свештеници. Левитите, Исус, синот Азаниин, Винуј од Инададовите синови, Кадмиел и нивните браќа, Севани, Оди, Келита, Фелај, Анан, Миха, Реоп, Асави, Захур, Сереви, Севани, Оди, Вани, Венинуј, народни главатари, Фарос, Фат, Моав, Елам, Затуј, Вани, Вуни, Азгад, Вивај, Адони, Вигвај, Адин, Атир, Езеки, Азур, Оди, Асум, Висај, Ариф, Анатот, Невај, Макфи, Месулам, Оси, Анани, Асуф, Лоис, Филеј, Совик, Реум, Асавна, Маси, Ахи, Ханан, Анан, Малух, Харим, Вана, но и другиот народ, свештениците, левитите, вратарите, пеачите, нетинците и сите кои според Божјиот закон се одвоиле од земните народи, а и нивните жени, синови и ќерки, сите кои беа способни да разберат, им се приклучија на своите браќа и на главатарите, да се обврзаа со проклетство и со заклетва дека ќе одат според Божјиот закон кој е даден преку рацете на Мојсеј, Божјиот слуга, и дека ќе ги пазат и ќе ги извршуваат сите заповеди на Господа, на нашиот Бог, неговите наредби и закони. И особено дека нема да им ги даваме нашите ќерки на земните народи и дека не ќе ги земаме нивните ќерки за своите синови. Иако народите на земјата донесат стока или какво и да е жито во саботен ден, ние не ќе купуваме ништо од нив во сабота, ни во друг посветен ден. Секоја 7 година ќе оставаме земјата да си почине и ќе ги проштаваме долговите од секаков вид. Зедовме како обврска дека секоја година ќе даваме третина од шекел за богослужба во домот на својот Бог, за лебни приноси за постојаните приносници и за секојдневните паленици за жртвите саботни, на младата месечина, на празниците за светите нешта и за жртви за грев, за да се очисти Израел и за секоја служба во домот на нашиот Бог. Ние свештениците, левитите и народот фрливме жребка за придонесот од дрва, што треба во одреден ден секоја година според своите семејства да го донесуваме во домот на нашиот Бог за огнот на жртвеникот на Господа нашиот Бог, како што е запишано во законот, дека во секоја година ќе донесуваме во Господовиот дом првени од плодовите на земјата и од првите плодови на секој дрво и првородените синови и првенците од својот добиток, како што е напишано тоа во законот. Првородените од крупниот добиток и од ситниот нека се однесуваат во домот на нашиот Бог, зашто им се одредени на свештениците кои служат во домот на нашиот Бог. Освен тоа, првините од житото, од плодовите на секој дрво, од младото вино и од маслото ќе им ги носиме на свештениците во собите на денот на нашиот Бог, а десетокот од својата земја на левитите, зашто левитите го земаат десетокот во сите места каде што работиме. Свештеникот синот Аронов нека ги придржува левитите при собирање на десетокот. Левитите нека донесуваат десеток од десетокот во домот на нашиот Бог, во собите на ризницата, зашто израелците и левитите се должни да донесуваат таму придонес од жито, од вино и од масло. Таму се наоѓаат посадките на светилиштето, свештениците во служба, вратарите и пеачите. Нема веќе да го оставаме домот на својот Бог. Тогаш народните кнезови се населија во Ерусалим, другиот народ фрлаше жребката од секои 10 луѓе да излезе еден, кој ќе живее во светиот град Ерусалим, додека другите 9 ќе останат во другите градови. И народот ги благослови сите луѓе кои сакаат доброволно да живеат во Ерусалим. А еве ги покраинските главатари кои се населија во Ерусалим и по јудејските градови, секој на својот имот. Во Ерусалим се населија јудините синови и Вениаминовите синови, од јудините синови Атај, синот Озиин, синот Захариев, синот Амариев, син Сефатиев, син Малелеилов, од Фаресовите синови Маси, синот Варухов, син Холозов, син Азаев, син Адаев, син Јојаривов, син Захариев, син Силониев. Вкупно Фаресови синови во Ерусалим беа 468 луѓе способни за бој. Еве ги Вениаминовите синови: Салуј, синот Месуламов, син Јодаев, син Федаев, син Колаев, син Масиев, син Итилев, син Исаиев и неговите браќа 928 способни за бој. Јоил, синот Захариев, беше нивни заповедник. И Јуда, синот Сенуин, втор управител на градот, од свештениците Једај, Јојарив, Јахин,
Seraj, sin od Helkijev, sin Masulamov, sin Sadokov, sin Marajotov, sin Ahitovov, nastojnik na Božjov dom. I nivните браќа кои исполнуваа служба во домот 822, и Јадај, син од Јероамов, син Фелалиев, син Амциев, син Захариев, син Паскоров, син Малахиев. И неговите браќа главатари на семејствата 242, и Амасај, син од Азариелов, син Азаев, син Мецилемотов, син Имиров, и нивните браќа способни за бој 128, Завдил, син од Гедолимов, беше заповедник над нив. Од левитите Семај, син од Асувов, син Азрикамов, син Асавиев, син Вуниев, и Саветај и Јозават од левитските главатари за надгледување на надворешните работи на Божјиот дом, и Матаниј, син Михов, син Завдиев, син Асафов, кој управуваше со псалмите, ги почнуваше благодарниците и молитвите, и Вавуки, втор меѓу своите браќа, и Авда, син од Салиев, син Галалов, син Јадутонов. Во светиот град вкупно левити беа 284, а вратари Акув, Талмон и нивните браќа кои чуваа стража на вратите 172, а другиот Израел, свешениците и левитите се населија во сите градови на Јудеја, секој во своето наследство и по населбите на нивните полиња. Нетинците живееа во Офил, Сих и Гиспа беа начело на нетинците. Настојник на левитите во Ерусалим беше Оси, син од Ваниев, син Асавиев, син Матаниев, син Михеев. Тој беше од Асафовите синови кои беа пеачи за служба на Божјиот дом. Зашто за нив беше царевата заповед и уредба за секојдневната служба. Петај, син од Месизавеилов, од синовите на Залах, син од Јудин, беше место царот за секоја работа со народот. Од Јудините синови се населија во Киријат Арва и во незините селца, во Дивон и во неговите селца, во Јекавсеил и во неговите селца, во Јесуја, во Молада, во Ветфалет, во Асур Суала, во Вирсавеја и во незините селца, во Сиклак, во Мекона и во незините селца, во Ен Римон, во Сареја, во Јармут, Заноја, Одолама и во нивните селца, во Лахис и во неговите полиња, во Азика и во незините селца, и така се населија од Вирсавеја се до Еномската долина. Вениаминовите синови живееа во Гаваја, Михма, Аја и Ветил и во нивните селца, во Анатот, Нова, Ананија, Асора, Рама, Гитајама, Адида, Севојима, Невалата, Лот, Онон и во долината на Харашим. Дрводелци, заедниците на левитите се населија во Јуда и во Венијамин. Ова се свещениците и левитите кои дошле со Зоровавел, синот Салатилов, и со Исуса, Серај, Ереми, Езра, Амари, Малух, Хатус, Сехани, Реум, Меримот, Идо, Гинетон, Ави, Мијамин, Мади, Вилга, Семај, Јојарив, Једај, Салуј, Амок, Хелки и Једај. Тоа беа свештенички главатари и нивните браќа во Исусово време. А левити Исус, Винуј, Кадмил, Сереви, Јуда, Матани, овој последниот и неговите браќа управуваа со песните. Ваквуки и Јуни и нивните браќа се сменуваа со нив во службата. На Исуса му се роди Јоаким, на Јоаким му се роди Елијасив, а на Елијасив Јојат. На Јојат му се роди Јонатан, а на Јонатан му се роди Јаду. Во Јоакимовото време главатари на свештеничките семејства беа на Сераиното семејство Мерај, на Еремиевото Анани, на Езриното Месулам, на Амариевото Јонатан, на Мелихуевото Јонатан, на Севаниевото Јосиф, на Харимовото Адна, на Марајотовото Илкај, на Идовото Захари, на Минјаминовото и Моадиевото семејство Филтај, на Вилжиевото Самуј, на Семаиевото Јонатан, на Јојаривовото Матенај, на Једаиното Ози, на Салаевото Калај, на Амоковото Евер, на Хилкиевото Асави, на Једаиевото Натанаил. Во времето на Елијасив, Јојат, Јоанан и Јадве беше извршен попис на главатарите на левитските семејства и свешениците се до царувањето на Дари Персиецот. Левиевите синови главатари на семејствата беа забележани во книжниот свиток на летописот до времето на Јоанан, синот Елијасивов. Левитски главатари беа Асави, Сереви, Исус, Бинуј, Кадмиел, а нивните браќа кои стоеа спроти нив за да беат неизменично пофалби и благодарници според уредбите на Давид Божјиот човек беа Матани, Ваквуки и Јовади, а Месулам, Талмон и Јаков вратари. Чуваа стража кај складот близу до вратата. Тие живееа во времето на Јоаким, синот на Исуса, син Јоседеков, и во времето на управителот Нееми и на книжевникот свештеник Езра.
Кога беше осветувањето на Ерусалимскиот зид, ги побараа левитите секаде каде што живееа, за да ги доведат во Ерусалим, да го прослават осветувањето со радост, со благодарници и со песни покрај кимвали, псалтири и густиња, и се собраа пеачи левиеви синови од крајот околу Ерусалим, од нетофатските села, од Вет Гилгал, од Гева и од полето Азмавет, зашто пеачите се изградија села околу Ерусалим. Свешениците и левитите се очистија себе си, а потоа ги очистија народот, вратите и зидот. Тогаш ги искачив јудејските кнезови на зидот и составив два големи пеачки собири. Првиот одеше десно по зидот кон гнојната врата, по нив одеа Осај и половината од јудејските кнезови, Азари, Езра и Месулам, Јуда, Венијамин, Семај и Јеремиј, а од свешеничките синови со рогови Захари, синот Јонатанов, син Семаев, син Матаниев, син Микаев, син Захуров, син Асавов, со нивните браќа Семај, Ауреил, Милалај, Гилалај, Мај, Натанаил, Јуда, Анани, со свирките на Давид Божиот човек, а Езра, книжевникот, одеше пред нив. Кај изворската врата се искачија спроти нив покрај скалилата на Давидовиот град, под зидната нагорница од Давидовиот дворец, се до водната врата на исток. Вториот пеачки собир, а по него и половина од народните кнезови, одеше налево под зидот и пеќјата стражарница се до широкиот зид, па тогаш над Ефремовата врата, Старата врата, Рибината врата, а на Неиловата стражарница, стражарницата Меја, се до Овчата врата, застанаа при затворската врата. Потоа двата пеачки собири зазедоа место во Божиот храм. Исто и јас со мене половината главатари, свештениците Елијаким, Масии, Менијамин, Михај, Елионај, Захари, Анани со труби. Потоа Масии, Семај, Елеазар, Ози, Јоанан, Малхи, Елам и Есер. Пеачите пееа под раководство на Езрај. Во тој ден беа принесени големи жртви. Луѓето и дадоа изблик на радоста, зашто Бог ги беше исполнил со голема радост. Се веселеа и жените и децата, и радоста на Ерусалим се слушаше надалеку. Во тоа време беа поставени луѓе да ги нагледуваат клетовите во кои се оставаа приносите, првините, десетоците и да ги собираат од полињата покрај градовите, деловите кои законот им ги доделува на свештениците и левитите, зашто јудејците им се радуваа на свештениците и левитите кои беа во служба. Тие вршеа служба на својот Бог и служба за очистување, како и пеачите и вратарите, според одредбата на Давид и на неговиот син Соломон. Зашто од Давидовите и од Асафовите денови, од дамнина постојат пеачки главатари и песни за фала и слава на Бога. Затоа сиот Израел во времето на Зоровавел и во Неемиевото време даваше ден по ден делови одредени за пеачите и вратарите, а левитите им даваа на Ароновите потомци. Во она време му се читаше на народот Мојсеевиот свиток и таму се најде запишено дека Амонец и Моавец не смеат никогаш да влезат во Божиот собор, зашто не им излегува во пресрет на Израелевите синови со лепи вода, туку и го најмија против нив Валаама, за да ги проколне, но нашиот Бог ја обрна клетвата на благослов. Кога го чуја законот, ги исклучија сите странци од Израел. А пред тоа свештеникот Елијасив, поставен над собите на нашиот Бог, му беше на својот роднина Тови, средил пространа соба каде беа ставени порано приносите, темјанот, посадките, десетокот од житото, виното и маслото, одредени за левитите, пеачите и вратарите и придонесите за свештениците. Во тоа време не бев во Ерусалим, зашто во 32-та година на Вавилонскиот цар Артаксеркс отидов кај царот, но по некое време измолив од царот, за да можам да се вратам во Ерусалим. Тогаш научив за злото дело што го направил Елијасив, одредувајќи му соба на Тови во дворовите на Божјиот дом. Тоа ме расрди многу, го изфрлив од собата си од намештај на Товииниот стан и наредив да ги исчистат собите. Потоа ги внесов онаму посадките на Божјиот дом, доприносите и темјанот. Го научив и тоа дека левитите не ги даваа своите делови и дека и левитите и пеачите одредени за служба се разбегаа секој во своето поле. И ги укорив старешините и реков, зошто е запусен Божјиот дом. Потоа ги собрав левитите и пеачите и ги вратив на нивните служби.
Тогаш сета Јудеја донесуваше во собиралиштата десеток од житото, виното и маслото. Над складовите ги поставив свештеникот Селемиј, книжевникот Садок и левитот Федај, а покрај нив Анан, синот Захуров, син Матаниев. Нив ги сметаа за верни, нивната должност беше да им делат на своите браќа. Затоа, Боже мој, спомни си за мене, не презирај ги моите побожни дела, кои ги направив за домот на својот Бог и за службата во него. Во она време видов во Јудеја луѓе кои газеа во каци во саботен ден, други носеа снопови жито, товареа на ослици вино, грозија, смокви и секакви товари, за да ги внесат во саботен ден во Ерусалим. И ги укорив луѓето зашто продаваат храна во тој ден, а тирците кои живееа во Ерусалим донесуваа онаму риби и секакви стоки за да им ги продаваат на евреите во сабота. Ги укорив јудејските големци и им реков: какво злодело правите и го осквернувате саботниот ден? Не правеа ли така и вашите татковци, та Бог ја доведе сета оваа несреќа на нас и на нашиот град? А зар вие сакате да го умножите гневот против Израел, обесветувајќи ја саботата? И уште заповедав спроти сабота, кога мракот ќе се спушти врз ерусалимските врати, за да ги затворат нивните крила, и реков да не ги отвараат додека не помине саботата. Поставив неколку своји момоци при вратата, за да не се внесува никаков товар по саботен ден. Еднаш или два пати трговците и продавачите на разновидни стоки поминаа ноќ во Ерусалим. Но ги предупредив и им реков: зошто ја поминувате ноќта под зидот? Ако го повторите тоа, ќе подигнам рака против вас. Од тоа време веќе не доаѓаа во сабота. Им заповедав на левитите да се очистат и да дојдат да ја чуваат вратата, за да би се празнувал саботниот ден. Спомни си за мене и за ова, Боже мој, и смилувај ми се според својата голема милост. Во оние денови видов и евреи, кои се беа ожениле со азотки, амонки и моавки. Половината нивни синови зборуваше азотски или на јазикот на овој или оној народ, веќе не знаеа да зборуваат еврејски. Ги корев и ги проколнував, некои и ги биев. Им ги корнев косите и ги заколнував во Бога. Не давајте ги своите ќерки за нивните синови и не земајте жени од нивните ќерки за своите синови, а ни за себе. Не згреши ли во тоа Соломон, Израелевиот цар? Меѓу многу народи немаше цар рамен на него, му беше мил на Бога и Господ го постави цар над сиот Израел. Но тугинките го наведоа и него на грев. Треба ли да се слуша како и вие што правите големо зло и му станувате невери на нашиот Бог, женејќи се со тугинки? Еден од синовите на Јодат, синот на велесвещеникот Елијасив, му беше зет на оронецот Саналават, него го избркав од кај себе. Спомни си, Боже мој, за овие луѓе, зашто ги осквернија свештенството и свештеничкиот и левитскиот завет. Така ги очистив од се туѓо и пак ја воспоставив службата на свештениците и левитите, доделувајќи му ја на секому неговата служба. Уредив да се носат и дрва во одредени денови и првините. Спомни си за мене, Боже мој, за мое добро.